Беше тоа на 28. јули 1914 кога почна Првата светска војна, по атентатот извршен врз војводата Франц Фердинанд во Сараево. Владата на Австро-Унгарија ја обвини Србија како причина за атентатот и упати ултиматум кој беше отфрлен. Тоа беше повод Австро-Унгарија да и објави војна на Србија. 3 дена подоцна Германија и објави војна на Русија, а на 3. август и на Франција. Беше тоа на 28. јули 1963 кога според соопштението на Републичкиот штаб за отстранување на општа опасност до 7 часот утрото од подскопските урнатини биле излечени 691 загинато лице. Од нив биле идентификувани 500. Само во општината Идадија до 19 часот вечерта пронајдени биле 100 лица под урнатините, од нив само 10 живи. Беше тоа на 28. јули 1978 кога за прв пат е организиран Линденски конјички марш од Горно Лисиче до Крушево. Првиот конјички марш го извеле тројца горнолисичани – Гоце Стевковски, Борче Стевковски и Борис Мејковски. Кога пристигнале во Крушево, никој не ги пречекал, ниту пак се знаело кои се и од каде се, зошто го направиле овој марш или кој ги поттикнал. По полагањето цвеќе и изразената почит кон илинденците, коњаниците заминале во близина на Крушевското езеро, со цел таму да се задржат извесно време. Се сместиле, но набргу дошла полицијата и барала да го напуштат местото, затоа што таму било забрането одгледување и чување на коњи. Непријатната ситуација ја спасил потомокот на Кареви, Владо Каревски, кој на коњаниците им ја отстапил неговата нива, извикувајќи при тоа: "Ова е мој приватен имот и од тука никој нема да смее да ве избрка", пошто и полицијата си заминала. По враќањето во Скопје, групата 3 дена била притворена и испитувана во полициската станица Беко, со цел да се испита целта на маршот, кој го организирал, имали надворешни влијанија насочени против тогашното државно уредување на Југославија. По завршеното испитување против групата не била поднесена никаква кривична пријава, а по барање на полицијата судот изрекол забрана за одржување на маршот во иднина. Дури во 1998 година, на иницијатива на група граѓани од Горно Лисиче, маршот е повторно обновен со тоа што, согласно новите законски прописи, е регистриран како Здружение на граѓани. И од тогаш се одржува традиционално секоја година. На 28. јули 1921 година е роден Воислав Кушевски, македонски историчар. Кушевски е роден во Делчевското село Тработивиште. Завршил учителска школа во Скопје во 1941 и едногодишен курс за предавачи по историја и географија во 1946. Бил инспектор по историја за средните училишта од 1949 до 1959 и директор во средните училишта, како и предавач на Вишата педагошка школа Свети Климент Охридски. Од 1959 бил асистент на Филозофскиот факултет и предавач по предметот методика на наставата по историја. Во 1965 докторирал на тема Македонија пред Друштвото на народите. Во 1967 е избран за доцент, во 1972 за вонреден, а во 1977 за редовен професор. Бил продекан на Филозофскиот факултет, истражувал во повеќе архивски центри во земјава и во странство. Воислав Кушевски почина во Скопје на 3 јануари 1999.
Na 28. juli 1904. godina zaginal Nikola Karanđolov. Roden je vo Prilep, vo Zagreb završil pedagoško učilište, a potom po veće godini učiteljstvuval vo rodni od grad i vo drugi mestan iz Makedonija. Vo 1898. i pristapil na revolucionernata organizacija. Vo 1902. bil zatvoren v obitolski od zatvor od strana turskite vlasti, od koji podocna uspel da izbega. Stanal vojvoda na Četa i instruktor revizor na Četitevo Prilepsko. Učesnike na Prilepski od kongres vo maj 1904. Na 28. juli 1904. njegovata četa bila otkrijena od Turcite vo okolinata na Prilepsko to selo Selce vo mesnosta Crvena stena. Po poveke časovnata neramna borba pokraj drugite zaginal i vojvodata Nikola Karanđolov.